Dragi i sestri, najprvo sakam da povaram прошка од сите вас што може би малку викам на литургијата, ама литургијата е центар и смисла на животот. Од поредокот на литургијата зависи што ќе пренесеме дома, што ќе однесеме дома. Значи, ако немаме поредок на литургијата, знаете, немаме поредок ни во домовите, нити во селото, нити во местото каде што живееме. Затоа е неопходно да имаме блажен поредок на литургијата и да ни биде се во суштина подредено во литургијата, да имаме точно одмерено време, колку се пее Господи помилуј, колку се пее антифонот, колку време се пее другото, за така во суштина животот ќе знаеме да го направиме подред. Не било како, може и вака, може и онака, ќе слушнете многу пати. Не може и вака, тоа секако може и вака и онака. Ама за благоукрасен поредок потребно е да имаме едно сознание кое го примаме од црква. Не го примаме од друго место, не го примаме од улица. Во црквата е најблагочестивиот поредок, односно треба да биде. И затоа често пати викам, за да го направиме најблагочестивиот поредок. Мислам дека нас апостолите Бог не постави најпоследни како осудени на смрт, бидејќи станавме призор на светот, на ангелите и на луѓето. Како ги постави Господ, браќа и сестри, апостолите последни? Кога веднаш после Богородица ги спомнуваме нив. Во хиерархијата на црквата апостолите се втори после Богородица. Зошто вели од апостолот последни? Затоа што тој што сака да биде прв, да биде последен. Ете, тука се покажува она евангелско, дека сакаш да бидеш меѓу првите. Треба да им послужиш на сите. А кој повеќе им послужи на луѓето од апостолите? Апостолите се тие кои отидоа до крајот на светот. Замислете сега седнуваш во авион и одиш во Рим. Лесно, на некој начин. А замислете тогаш до Рим требало пешки или преко вода да се оди. Немало друг начин. Колку месеци било потребно до Рим да се оди. Ето е апостол кој отишол до Рим, ни го вели ова. Господ не постави последни, не браќа и сестри што Господ ги постави последни, туку ги постави први после Богородица. Ама, ако сакаш прв да бидеш, треба да им послужиш на другите. Ете, тоа во суштина го дознаваме од оваа реченица. Тие се навидум како последни, ама за нас се први. Ние имаме апостолска вера, вера на апостолите. Ние сме безумни, вели заради Христа, а вие сте мудри во Христа. Значи, многу луѓе во тоа време му велат на апостол Павле, вие знаете, и Фест му вели на апостол Павле, ти си малку безумен, му вели, од многу книги што имаш читано, на апостол Павле му вели. И затоа апостолот со право вели, многумина ги сметаат апостолите за безумни. Што кажуваат овие, некоја новина, некој нов Бог? А вие сте мудри во Христа, затоа што ви го пренесуваме мудроста. Вие даваме вас мудроста, на нас паѓа тежината за тоа дека не сме мудри, а на вас, кои ја примивте мудроста, сите ќе кажат, вие сте мудри. Ние сме били немоќни, а вие сте силни. Потполно истата аналогија.
nemoćni nisu apostolite. Međutim, izgleda kako da se nemoćni, zašto se pada na grbotnini. To što nima da potklekne vo takva situacija. Vi ste slavni, a nije bezčesni. Kako apostolite se bezčesni? Pa vo to vreme vo koje žive, site gi prava deka tije se bezčesni, zato što propovedat neka druga vera, što ne bila poznata do toga. Im vela deka tije se bezčesni. Do ovoj čas nije i gladuvame i žeduvame, i neoblečeni odime, se mačime i se poturame po svetu. Kako? Vi ste ovde na njiva, znajete, ni sekoš redovno može jaze čovek. I na njiva da obrabotova, a ne da odi do Rim, a ne da odi do Indije i da misli deka redovno ke jade i nekoj treba da go posluži i redovno pijenje. Znači, patot koji go vrvat apostolite zaradi nas, nije сега ovde lesno se sobirame. Ja se i duri vikam, ама apostoli, може би и тие викале до душе, да не бидам тука погрешно разбрани, тие него не викале со желба да го унижат оној кому му викаат, туку за да нагласат дека тоа е, што го кажуваат, важно. Ете така и ние сега овде. Оно што е важно, го нагласуваме преку посилен звук на гласот. И така треба да го разбираме. Не треба да разбираме дека не знам, некој не може да се воздржи и да вика. Не е тоа. Тоа е исто, еве и како апостолите. Но вели се трудиме работејќи со своји раце. Познато е дека се издржува, особено апостол Павле, кој кажува тоа свој раце. Прави чадори. Во тоа време прави чадори ги продави се издржува. Не е значи на товар на некој. Кога не укоруваат, ние благословуваме. Еве најтешкиот чекор. Стигаме полека. Не е можеби многу тешко да биде гладен и жеден човек. Повеќето се и гладни и жедни. Ама кога не укоруваат да благословуваме и кога не гонат да трпиме, тоа е апостолска вера која е пренесена до нас. Значи, ние да ја носиме таа вера, ни вели апостолот. Не, тој го дава примерот на апостолите, односно својот пример. И вели кога не укоруваат, ние благословуваме, ама кога не гонат, трпиме. Тоа е највозвишената лекција. Се друго е некако полесно, и да гладува човек, и да биде ненајаден, значи, и да жедне, се трпи. Ама кога некој ќе сака да ни каже некоја работа, да не навреди со други зборови, тогаш да трпиме, тогаш е многу тешко. Ама таја лекција ни ја отвара апостол Павле, тоа треба да го правиме. Кога хулат на нас, ние се утешуваме. Станавме како сметиште на овој свет, како отпад на сите луѓе. Како депонија некоја кај што се фрла ѓубре, вели апостол Павле. Така станавме. Сите не сметаат за ѓубре. Да, ама гледате, не 22 века после тоа ние живееме, ама и живееле во првиот век и во вториот век. И тие што се свесни, никогаш не ги сметат апостолите за ѓубре на овој свет.
туку ги сметаат за возвишени луѓе кои носат една новина која некои не ја разбираат. Но ова ви го пишувам не за да ве посрамам, вели апостол Павле, оди да му кажеш на некој што не го прави тоа, ќе го чувствува срам, ќе му биде незгодно и срамот негов ќе предизвика реакција, ќе рече па пушти го тој, што ни кажу. Ама зато вели апостол Павле, не го пишувам ова за да ве посрамам, туку за да ве поучам како мој омилени чеда. Таткото во суштина може да каже се и не треба да му замераме, затоа што тој го прави тоа за да не поучи. Ако не го прави за да не поучи, тогаш тој греши. Ама ако го прави за да не поучи, не треба никој од нас да има против кон зборовите на таткото. Зашто ако имат и десетици илјади наставници во Исуса Христа, многу татковци немате, бидејќи јас ве роди во Исуса Христа преку Евангелијето. Колку учители, наставници може човек да има во училиштето, да речеме. Ама еден е таткото. И довербата која тој треба да ја заслужи секако. Не да кажува лаги, не да го насилствува детето, но ако детето има доверба во својот родител, во таткото, тогаш најдоброто воспитување го прави родителот. Можете да имате 10.000 наставници, со други зборови, да одите на училиште, да одите на друга спрема некоја кај некои учители, ама најважно ви е што ќе ви каже таткото, што нема може би да ви открие математика, нема да ви открие физика, ама ќе ви открие животни слагалки кои се многу важни. Ајде да не кажам поважни од математика и од физика. Ете, затоа треба да има. Затоа апостол Павле вели, јас ве родив, тој сигурно не ги роди физички, ама ги роди духовно, ги роди со таква наука на Евангелијето. Како што вие сте родени духовно, што доаѓате во црквата. Зошто доаѓате? Зошто ваши комши или не знам некои други не доаѓаат во црква? Зашто вие сте родени од ова што вели апостол Павле на друг начин, духовно сте родени. Затоа ве молам, поддржувајте ме како што јас Христос. И моли да го поддржуваат апостол како што тој Христос го поддржува. Тоа, браќа и сестри, и јас ве молам сите вас, не да ме поддржувате некогаш во строгоста која вака ја изразувам, туку да ме поддржувате во науката, да ми кажете, да ми отворите очите, ако нешто не е така што зборуваме. Чекај, владико, ова не е така што го кажуваш. Слободно, зашто вие сте народ Божи. Народот Божи е народ кому му е отворена вистината. И тој треба да ги знае и да ги познава сите работи. И затоа да се поучуваме во црквата. Не за џабе велам дека од поредокот кој го добиваме во црквата се ни зависи во животот. Само може некој да не е свесен. Може некој да не го практикува тоа. Поважно му е денес неделя да оди на нива, да го собере тутун, да дојде во црква. Има доволно и сега и овде во црквата секако луѓе. И по еден од семејството е доволно да доаѓа во недела во црква, ама свесен само да биде дека нов живот црквата нуди.
način na postojenje kada ne možete da ga najdete, niti во нивата, niti во селото, niti на училиштето. Црквата е највозвишеното нешто. И затоа сите да се бориме за низиното благолепие. Милоста Божја да биде на вас, таа нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.